мора прво да потенцираме дека во тој период 17-22 се случи еден раст во транспарентноста во македонските институции. Се сеќавате, од последно место во регионот некаде 16-17, во годините кои што следеа стигнавме на прво место во регионот по транспарентност и отвореност на институциите. Не беше лесен тој процес, имаше отпор и од дел од политичарите и особено од еден сериозен дел од самата администрација. Меѓутоа успеавме да ги отклучиме, односно отвориме тие заклучени владини фиоки каде што имаше куп информации кои што се од јавен карактер, меѓутоа не беа достапни на јавноста и на тој начин им помогнавме и на медиумите, и на новинарите, и на невладиниот сектор, и на граѓаните подобро да ја разберат работата на владата. Јас мислам дека денес по инерција некои институции се уште објавуваат дел од тие податочни сетови и дел од тие информации ги прават достапни до граѓаните, меѓутоа со оваа влада немаме ние централна агенда на отворена власт. Ако порано имавме агенда да се форсира и да се реализира проактивна транспарентност, денеска тоа недостасува. Ние денес немаме влада која што е проактивно транспарентна, ниту влада која што само иницијативно е отворена да дава информации. Наместо тоа имаме премиер кој што влегува во конфликт со новинарите, ги кара новинарите на пресконференции на давање изјави, а владините портпароли се претворени во најавувачи на концертни журки и забавни ивенти, што не мислам дека е погрешно, меѓутоа погрешно е кога на портпаролот тоа му единствената функција. Вие најдобро знаете дека македонската влада едно време имаше секоја среда редовен неделен прес со 20 портпароли кои што одговараат на сериозни политички прашања и процеси. Точно е тоа. Меѓутоа точно и тоа дека транспарентноста сама по себе не е доволна за да се спротистави на популизмот или да се спротистави на дезинформациите. Пакетот борба против дезинформации покрај проактивна транспарентност вклучува и медиумска писменост, вклучува и брза реакција или рапид респонс на лажните вести, односно на дезинформациите, вклучува и проактивно комуницирање на собствениот демократски вредносен наратив. Од друга страна пак не смееме да забораваме дека токму во периодот кога владата меѓу 17 и 21 беше во својот најголем ек на проактивната транспарентност, кога транспарентноста беше видлива и даваше резултати, претходната власт успеа да победи на локалните избори од 2017, да постигне одличен резултат на референдумот за Преспанскиот договор од 2018 со 600.000 гласови за, да ги добие претседателските избори во 2019, да ги добие парламентарните избори 2020. Тоа значи дека дури во услови на проактивна транспарентност, која што точно е сама по себе не носи гласови, ние сме успеале да добиеме изборни циклуси во повеќе наврати. Јас не мислам дека транспарентноста се коси со популизмот по дефиниција, затоа што скоро и да не постои политичка победа во регионов и пошироко во ова наше секојдневие, која што не е постигната со популизам. Да се биде популист, односно да се користи популизам, не значи да не се биде транспарентност. Ние сме биле пример на тоа како е да се биде транспарентен и при тоа да се користи некој лев популизам, односно популизам кој што ги промовира социјалните мерки. Добро, за во делот на позитивна евалуација ќе оставам другите да зборуваат. Не би било пристојно самостојно да се фалам или да ја фалам работата на комуникацијскиот сервис од тоа време. Низ разговоров ќе спомнеме веројатно дели од тие успеси, меѓутоа еве да бидам само критичен или аналитичен, ако можам да кажам. Мислам дека една од грешките за која што можеби тогаш и не бевме докрај свесни, беше она разоружување на тогашната влада од системот на владини кампањи. Ние наместо да ги регулираме кампањите од јавен интерес, посегнавме по целосно укинување на кампањите од јавен интерес. Во време кога вие правите општествена реформа, кога ја внесувате земјата во НАТО, кога правите попис кој што не е направен 20 години, кога се справувате со пандемија ковид од невидени размери, кога имате проблеми со француско вето, со бугарско вето,
да не користите јавни ресурси со цел да ги информирате граѓаните на еден регулиран, транспарентен, отворен, демократски начин, буквално значи комуникацијско разоружување. Да имавме повеќе медиумски комуникацијски ресурси, уверен сум дека резултатите на минатата влада ќе беа многу поголеми од тие што беа. Секако не можеме да занемариме членство во НАТО, успешно справување со ковид пандемија, одлична иницијатива Отворен Балкан, успешно спроведен попис. Меѓутоа, замислете со повеќе комуникацијски ресурси, колку повеќе ќе можеше да се информираат граѓаните за вредноста на овие реформи. Мислам дека линијата е токму проактивната транспарентност. Оние кои што манифестираат отворена власт, проактивна транспарентност, не може да бидат цензори. Кога ние се обидовме како влада да се вклучиме во фронтот на справување со дезинформациите, бевме обвинувани, ми рекол, нечестно, неаргументирано, нелогично, од известни медиумско-невладини центри на моќ, дека под слоганот или под насловот борба со дезинформација имаме намера да ги контролираме медиумите. Јас се согласувам дека постојат влади и власти кои што имаат намера да ги контролираат медиумите и имаат тенденција да стануваат режими. Меѓутоа, власт која што била отворена, која што комуницирала проактивно, споделувала информации, била отворена за критика и за соработка со медиумите, да и го одземете правото на таа влада или на тие институции да се борат со дезинформациите, само поради тоа што постоел наводен ризик таа власт да се претвори во цензор, мислам дека е апсолутно нелогично. И од тука мислам дека таквите тенденции создадоа лажни фронтови против лажните вести. Јас сум свесен дека во комуникацијата со гласачите мора да биде поттикната емоцијата. Но не мислам дека емоцијата се поттикнува исклучиво со страф и дискредитација. Мислам дека во денешно време искреноста значи директен контакт, значи отвореност и значи конструктивност во комуникацијата. И од тука мислам дека оние кои што сакаат да ловат гласове или да го зголемуваат својот политички капитал од аспект на изборен резултат, не сме да се откажат од теренските активности, не сме да се откажат од директниот контакт човек до човек. Точно е. Имаме развој на дигитални комуникации, имаме развој на вештачка интелигенција, меѓутоа на победници ќе бидат оние кои што ќе го најдат балансот помеѓу од една страна дигиталната комуникација и вештачката интелигенција, од друга страна директниот, емотивен, искрен однос со луѓето преку малски средби, преку врата до врата, преку форуми, преку директен контакт. Не постои посилна маркетиншка и комуникацијска влијателна алатка од контактот во четири очи и оној искрен човечки хендшейк. Се разбира, тоа треба да биде подкрепено со повторување на пораката и преку дигитални канали, меѓутоа искреноста ќе дава резултат во еден демократски амбиент само доколку оној кој што се продава или се нуди на политичкиот пазар е на терен секојдневно со луѓето и таму им го повтори оно што го слушаат на интернет. Сигурно е дека со ист, може би уште поголем жар, би ги бранеле и членството во НАТО, и договорот од Преспа, и за јакнатиот, односно потврден македонски идентитет во договорот од Преспа, и мерките за време на ковид пандемијата, и бенефитите на иницијативата Отворен Балкан, и начинот на кој што се реализираше пописот после 20 години немање попис. Лесно е од денешна перспектива да судиме или да си судиме, меѓутоа еве ќе кажам дека можеби со едно ниво на поголема еуфорија се комуницираше враќањето на правдата. Мислам дека после падот на прошлиот режимот на Груевски, новата влада влезе во една рекол вишок амбициозна комуникација, поголема амбициозна комуникација и создавање на привидна еуфорија дека правдата само што не дошла или дека правдата е веќе тука. Мислам дека во тоа време ни самите институции, владините институции не беа свесни со каков корумпиран судски систем се соочуваат. Уверен сум дека желбата да се искомуницира правда и да се носи правда беше искрена, автентична и автохтона. Меѓутоа, сметам дека
во таа желба што поскоро да се донесе правда во општество, се брзаше малку со комуникацијата и дека таа комуникација може би требаше за еден степен да биде повоздржана, имајќи предвид дека носењето правда во оваа држава во тоа време не зависеше исклучиво од владините институции. Правдата беше и се уште е во рацете на дел од опозицијата, и во рацете на судските и обвинителските кругови, и во рацете на бизнис центрите на моќ. Од тука не е многу паметно да присвојувате обврска која што не зависи целосно од вас, па би рекол дека со едно малку потивко ниво мислам дека требаше да се комуницира темата правда во периодот, да речеме 17-20.